Блокирани влезови имаше вчера попладнето во фабриката Зона Трико од Виница. Работниците и доверителите се обидоа да го спречат изнесувањето на машини, откако забележале дека во фабричкиот круг дошле камиони во кои требале да се натовара опремата. Пред портирницата дојде и стечајниот управник кој го донесе решението од судот дека сопственикот на фабриката не смее да отуѓува ниту еден дел од имотот. Дел од вработените кои се членови на синдикатот рекоа дека со години чекаат да им бидат исплатени за останатите плати, за кои уште на минатогодишните протести информираа дека за 4 месеци добивале надомес само по 1 денар. Чините ги товарат во камиони и сакат да ги изнесат, иако е поднесено стечајна поставка. Ние тука се собравме и дојде ние тук стечајниот стечајниот управник, не знаеме што ќе ни каже тој, меѓутоа ние се собравме за да не ги изнесат машините. Ние праќавме писма до сите министерства, одговор добивме од Труд и социјала. Ми се јавија и ни рекоа дека што можат во нивни ингеренции ќе помогнат. А однесовме и до Министерство за правда, до УЈП, до сите министерства испративме, од другите немаме уште одговор. Се надеваме дека ќе преземат некакви мерки, барем за нашите барања да ни бидат исплатени личните доходи. Ние ништо друго не бараме. Бараме да ни бидат исплатени личните доходи. И тоа не е во ред сега машините да собираме тука, ние да чекаме, да стоиме, да не ги изнесат машините. Затворија ги камионите, шоферите си одитеа, стојат камионите, преку ноќ ќе дојдат, ќе ги изнесат. Ние ги стражареме тука машините да не ги изнесат. Освен поранешните работници во Зона Трико, побарување имат и доверителите кои извршиле услуги, а подолг период чекаат да им бидат и наплатени. Според сознанијата што ги имаат доверителите, фирмата Зона Трико им должи вкупна сума од околу 1 милион евра. Од имотот со кој располага во моментот фабриката, тие не се сигурни дали ќе можат да ги наплатат своите побарувања. Бараат надлежните да го спречат изнесувањето на машините.